Имаме тврдења од министерот Димитров дека позицијата на Република Македонија се подобрува во однос со соседите и регионално. Најдобриот одговор на ова прашање го дава средбата одржана на 13 јули во Солун, каде што председателот на Србија и министерот за надворешни работи на Србија, премиерот на Грција и министерот за надворешни работи, премиерот на Бугарија и министерката за надворешни работи имаат трилатерална средба на која што разговараат за регионот, меѓу другото разговараат и за Македонија, а Македонија не е присутна. Разговараат за евроинтеграциите, а Македонија не е присутна. Разговараат за Вардарската долина, а државата во која што извира оваа река не е присутна. Третата работа, која што исто така сакам да ја споменам, е немањето на јасен и конкретен став по однос на темата за мигранти. Министерот Димитров тврди дека тоа никогаш не било тема во неговите официјални средби со званични лица од другите држави, представници тука во Република Македонија или во нивните земји каде што се избрани. Но тој не е единствениот кој што сретнува представници на други држави. Ние добро знаеме дека во државата има и други институции кои што имаат средби со меѓународни представници, министри, премиери, председатели, пратеници и така натаму. Темата за мигранти е една од најактуелните теми во Германија, во Унгарија, во Полска, во Србија, во Турција, во Грција, во Италија. И имаме добри информации дека од Република Македонија се барало и се бара од Србија, од Хрватска, од Унгарија, од Словенија, се барало и се бара да ги зголемат своите капацитети за прием, населување, социјални права по однос на темата мигранти. Во однос на дипломатијата, ќе кажам покасно кои се успесите на министерот Димитров по однос на кадровските решенија. И на крајот, она што сакам да го кажам како сублимат на ова излагање што ќе го имам подолго, е дека ако збориме за идеологија, идеологијата на Стево Пендаровски е социјалдемократијата. Идеологијата на министерот Никола Димитров е кариеризмот. Видете ја неговата биографија и ќе видите дека кариерата секогаш била првиот приоритет во неговата идеологија, без разлика кој е на власт. Дали Љупчо Ѓоргиевски, Бранко Црвенковски, Никола Груевски или Зоран Заев. Но да одиме со ред. Договорот помеѓу Македонија и Бугарија многу поволен за соседна Бугарија и штетен за Република Македонија. Прво, начинот на договарање. Разликата на начинот на кој што се договори оваа спогодба во двете земји, од двете влади и од двете собранија. Република Бугарија беше искрена и отворена кон своите пратеници, и од парламентарното мнозинство во Бугарија, и од опозицијата. Кога една земја верува дека договорот е добар и за неја корисен, таа нема потреба да го крие. Владата на соседна Бугарија не го криеше договорот за добрососедство од своите пратеници. Напротив, на 5 јули Комисијата за надворешна политика во Бугарија беше известена на една отворена седница од Министерката за надворешни работи за тоа што содржи договорот помеѓу Македонија и Бугарија. И копија од договорот беше оставена во Бугарското народно собрание за да може секој пратеник и од опозицијата, и од власта, и од мнозинството, и од другите политички партии да има увид во договорот кој што се предлага за потпишување и усвојување. Така работи држава која што има самодоверба
и не крие важни договори од своите пратеници. Во Република Македонија, владата на господинот Заев, заедно со министерот Димитров, го криеше овој договор од јавноста и од пратениците, се до оној момент додека не беше притисната од јавноста и од пратениците на опозицијата да мора нешто да објави за овој договор. Владата беше приморана заради притисок на јавноста да проговори за договорот и господинот Заев дојде во Собранието на Република Македонија, но инсистираше договорот да биде разгледуван само на затворена седница, на која што беа поделени само 6 примероци од нацрт договорот, според зборовите на господинот Заев. И истите потоа беа земени, за да не можат други пратеници да имаат увид во договорот.